Она што со денови нанасат се врти низ општина Штип е зголебувањето на цената на основните услови за живот, односно покачувањето на цената на водата. И додека од јавното предпријатие ИСАР убедуваа дека регулаторната комисија е одговорна за ваквата одлука, на денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ го истакнаа сосем спротивното. За надминување на загубите кои ги претрпе јавното предпријатие ИСАР, а се околу 4 милиони евра, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип сугерираа дека ќе се платат од страна на граѓаните на општина Штип. Како граѓани на чиј терет паѓа покачувањето на цената на водата, заслужувате да знаете дека регулаторна не е виновна за поскапената вода. Низината одлука е донесена врз основа на извештаите за финансиско работење на јавното предпријатие ИСАР, а тие покажуваат дека финансиските расходи ги надминуваат финансиските приходи, односно ЈП ИСАР бележи загуби во работењето. Најголем дел од загубите се предизвикани од трошоци за плати и електрична енергија. Зголемените трошици најмногу се резултат на одлуката да се зголемат платите на вработените за 2,9% во однос на бруто платата за претходната година и покрај утврдената загуба. Бројот на партиски вработувања постојано расте, додека планираните инвестиции се намалуваат од 70 милиони денари во 2021 година на само 9 милиони денари во 2023 и покрај тоа што цената на водата до тогаш 3 пати ќе се покачи. Почитувани граѓани, парите назад кај граѓаните беше предизборно ветување на СДСМ. Наместо тоа, во услови кога насекаде во светот се воведуваат финансиски олеснувања за полесно поминување на кризата, во Македонија поскапуваат основните намирници за живот. Јасно е, се додека СДСМ се на власт, цената на нивното недомаќинско работење ќе ја плаќаат граѓаните. Писмен одговор на обвинението дадоа и од јавното предпријатие ИСАР. Јавното предпријатие ИСАР има законска обврска до регулаторна комисија да достави бизнис план за период од 3 години, односно за период од 2021 до 2023 година. Како индикатори на успешност при изработка на бизнис план се земени финансиски извештаи на јавното предпријатие ИСАР за 2019 година со следниве податоци. Јавното предпријатие ИСАР календарската 2019 ја заврши со финансиска добивка од 324.000 денари. Зголемувањето на платата на вработените е како резултат на законското согласување со минималната плата од 14.500 денари. Јавното предпријатие ИСАР во 2019 година нема нови вработувања и бројот на вработени на неопределено време од 362 е намалено на 305. Инвестицијскиот план во бизнис планот е проектиран на 139 милиони денари, стоеше во соопштението на јавното предпријатие ИСАР.